Финалето во Келн не беше завршено. Неизвестноста дали Вардар ќе застане на европскиот трон траеше, но скопјани како да пречувствуваа дека и тајњето кон централниот плоштад нема да биде попусто. Така и беше. Плоштадот беше обоен во црвено-црно, а оние што немаа навивачки реквизити можеа да ги купат на лице место. Вистински делириум завладеа кога вардарци во Келн го кренаа победничкиот пехар. Доминантното чувство на радост сепак не успеа да ја сокрие грижата за иднината на клубот. По неодамнешните најави од сопственикот Сергеј Самсоненко дека не може да го издржи финансискиот товар и дека ќе се повлече. Вардар нема да згасне. Има иднина. Има иднина. Голямо срце без пари да играш повеќе од пола сезона, тоа само Вардар може. Никој друг. Како се игра со срце може да се постигне и без пари. Нешто успех како што ние. Како и да е, дали има пари или нема, ние победивме и сите сме стрекни. Ништо чудно е да е и во наредните години, зависно од буџетот, повторувам, сепак зависи да може да се случи да Вардар биде истото она што е и сега, без некој подрастични ситуации. Може би не освојување на Лига шампиони, меѓутоа меѓу први 5-6 екипи у секој случај. Тие што најавија ќе си одат, мада мислам дека поголемиот дел од тимот ќе остане. Костурот на тимот ќе остане. Ќе бидеме подготвени за следната. Апсолутно. Зашто да не? Да. И оваа година бевме аутсайдери, ама сепак сме шампиони. Што е побитно од тоа? Не можеш да уништиш нешто што не умира. Тоа е доволно. Неизвестната иднина на Вардар е реалност што ги мачи и играчите. Дел веќе подпишаа за други клубови, но дел, како Тимур Дибиров, се уште ја чекаат разврската во Скопје. Ако по оваа титула никој не ни помогне да ја средиме ситуацијата, тогаш сите да ги соблечеме патиките и да ги завршиме кариерите. Ако некој остане рамнодушен по ова, тогаш не знам што да кажам. Состојбата во која се наоѓаат Дибиров и колегите му е добро позната и на поранешниот репрезентативец Наумче Мојсовски. Вели, дел од играчите веќе заминаа, а други сериозно би размислиле дали да потпишат за Вардар, екипа која половина година не зема плата. Тие самите спонзори кои веќе сакаат да помогнат, сакаат, мора некако да добијат од државата или од не знам кој од агенција за влади спорт некоја леснителна околност. Што ти ако дојдеш и како добар бизнесмен даеш во Вардар €1.000.000, а знаеш дека си ги фрли во бунари, дека ништо повратно нема. Ја не викам да заработиш, али барем да ти олесни државата на твојата фирма, на нешто, не знам. Така да само така можеме да ги стимулираме големите компании да дојдат и да помогнат. Ова не е фудбал, значи не е фудбал кој утре ќе направиш некој добар играч во Елмас и ќе оправиш 10, 15 или 20 милиони. Ова е ракове. Вардар вчера освои европски првак и денеска на конто на Вардар ќе легнат 500.000 евра, кој му беше прошлата година договорен на Штервик. Слично размислува и поранешниот собственик на европскиот женски ракометен првак, кометал Ѓорче Петров, Трифун Костовски. Нека се направат правила на игра. Бара стимул за бизнисот да има интерес за инвестирање во спортот. Немаме економија која што ќе го поднесе тој терет и затоа мислам потребни се реформи. Реформи во кои што ќе има веќе се почнати тие реформи. Ослободување од одредени давачки, па дури нека се зголемат одредени давачки кај фирмите кои што работат позитивно со цел да ги усмерат средствата точно во дали во спортот, дали во културата, односно сето она што е надградба. Немојте верувате дека уморен сум од тоа што слушам дека државата треба да даде. Државата прво ни зема за да може да ни даде. Првиот човек на ракометната федерација, Живко Мукаетов, се залага за комбиниран модел. За врвен спорт требаат пари. Со олеснување на фирмите што потенцијално би спонзорирале. Потребна е стратегија. Сметам дека, како што кажав, за врвен спорт требаат средства и треба концепт. Значи, ако се, да кажеме, направи анализа на најголемите клубови кои во континуитет успешно настапуваат во европскиот ракомет, може да се види дека или се тоа државни проекти од типот на Веспрем, или се тоа
да кажеме, клубови кои имаат еден вид на мецени, на спонзори, кои инвестираат средства и се свесни дека тие средства нема да може да се вратат. Но исто како што вели, радикална помош од државата. Конкретно не сме загрижени само за тоа дали ќе се обезбеди една финансиска основа за продолжен континуитет на еден така јак Вардар. Ние конкретно не сме среќни со ситуацијата, например, во еден Металург, кој е базата на македонските ракометни репрезентации во моментот, и конкретно ние сме разговарали, сме апелирале да се најде форма во која ќе се истимулираат ентитетите повеќе да инвестираат во спорт. Може ли големиот успех сепак да го предомисли сопственикот Самсоненко? Тој уште синоќа како да навести такво нешто, прашувајќи зошто сите зборуваат за некаков крај на Вардар.